да ги разбудиме учениците, да размислуваат подлабоко, да ги поврзуваат знаењата, да не учат на памет. Тоа го порачуваат домашни професори и наставници. Да сватат учениците дека знаењата што треба да ги стекнат не се само за оценката која што ќе ја ставиме на крајот во дневникот. Според декемвриските резултати од меѓународното тестирање PISA, македонските ученици покажаат далеку подпросечни резултати во математика, читање и наука. Според наставниците, причините за таквите резултати се од различна природа. Честите промени во образовниот систем, значи воведување на нови предмети, менување на наставни програми, немањето учебници. Во резултатите од тестот PISA беше посочено дека меѓу македонските ученици, што се на возраст од 15 години, речиси и да нема некој што може да разбере долги текстови, да толкува апстрактни содржини или пак да разликува факти од мислење. Некои се потака отворени, посе логичари, ги поврзуваат работите. Некои можам да кажам дека не се толку функционално неписмени, така да се изразам, значи колку што се мрзеливи, да речеме. Надежта е дека дел од овие проблеми ќе се надминат со развој на функционалната писменост во образованието. Тоа, како што објаснуваат стручните лица, во основа е поттикнување на учениците да ги поврзуваат стекнатите знаења од различни предмети и области. Да се смислуваат активности, прашања со цел да се разбудат децата, да се поттикнат малку по-аналитички да размислуваат, малку подлабоко. Значи да ги поврзуваат работи, да имаме меѓупредметна корелација. Ако се учи по еден предмет, да се поврзе тоа со се што е учено по други предмети. Во таа насока неодамна почна и проект за поттикнување на функционалната писменост во основните и во средните училишта. Главна координаторка е професорката Калина Малеска од Филолошкиот факултет Блаже Конески од Скопје. Се става премногу голем фокус на учењето на памет, да речам, повторување на материјалот и така, и мислам дека не достига овој елемент. Во проектот волонтерски се вклучени 30 наставници од повеќе училишта низ државата. Целта е да се увиди што е потребно да се преземе за да се подобри наставата. Целосен пристап во наставата каде што се поттикнува соработка, значи се нема некаков омаловажувачки, да речам, однос кон учениците, било тоа да се мирни, немирни, учат, не учат, значи односот да биде пријателски, со поттик, со позитивна атмосфера. За почеток во проектот се вклучени професори, како и наставници по мајчин јазик и странски јазици. Ние сме само едно мало делче од целата таа функционална писменост, бидејќи оваа функционална писменост се однесува и на математика, нели, на природни науки и на други предмети, значи не е само на јазици. Еден од аспектите е да им се даде можност на сите ученици во одделенијата да се вклучат со своји ставови и размислувања. Акцентот при правењето на наставните промени, па и при изработката на учебниците, да се стави баш на тоа критичко размислување кај учениците. Во низата пречки, поради кои учениците не добиваат шанса за аналитички пристап кон содржините, е преобемниот материјал во наставните програми. Колку и да сака наставникот, некои содржини мора да им ги, да речеме, да ги изнатрупа, за да тој сепак ја помине таа наставна програма, ама се да не биде, да речам, ефикасно поминато. Понекогаш програмата знае да е преобемна, значи да се помине треба нешто, а за таа сметка, значи немаме време да ги оставиме доволно да размислуваат учениците. Според наставниците и професорите, промените во знаењето кај македонските ученици нема да се случат преку ноќ, но укажуваат. Апсолутно верувам дека овие промени, ако не се видливи вака на прв поглед, значи да произведат резултати за 10, 15, 20 години, дека вреди да се направат. Го сметам како еден вид на диагностика, како еден вид да се покрене свеста. Значи таа функционална писменост поттикнува на некое критичко, на развивање на критичкото мислење кај учениците, а всушност баш тоа критичко мислење е она што ќе треба учениците да го користат понатаму во животот. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.